Здраво живо во живо во уште едно издание на Скопје ми е дома или студиско издание на нашиот редовен циклус Азбука на Скопје, во која што со наши сограѓани евоцираме спомени, разговараме за вредностите, континуитетот на животот во главниот град на Република Македонија во различни временски периоди. Јас сум Благој Шаклевски, битолчанецот во Скопје или што, како што знам многу пати да кажам, англичанецот во Њујорк. Ова е Скопје ми е дома, а денеска со едно половина час за доцнување, иако тоа оние кои што ќе гледаат репризата и изданијата на социјалните и на интернет медиумите, нема воопшто да им биде важно, можеби и така требало да биде, затоа што малку ја поместивме емисијата за од тука, барем да бидеме поблиску до времето кога се излегува. Иако денес не се излегува како на времето, иако велиме дека на времето, како вика, машките се враќале некаде дома околу полноќ, а девојките некаде околу 22 часот, например. Сето тоа се смени пред околу 3-40 на години. Страв ми е да помислам кога ќе го изговорам ова 3-40. Меѓутоа, веројатно, некои вечно млади луѓе, како што умилуваат себе си да се нарекуваат, со задоволство се сеќаваат на тие минати времиња. Младите сега ќе речат, леле, повторно овие фрустрираните, кои што ги изгазило времето, па сега нешто ќе не едуцираат, па нешто ќе ни изборуваат за како било едно време. Меѓутоа, во овој момент ќе зборуваме и за сегашноста. Имаме ние содржини на нашата програма за тоа каков бил онај, ајде да го кажеме така вулгарно, кафанскиот живот на Скопје од почетокот на 20 век, па таму меѓу двете светски војни, се до денешно време, кога што може да се каже исто така дека ова нова генерација или новите генерации излегуваат тука или тука, веројатно на виртуелен начин и се помалку се присутни на она што значи социализација, меѓусебно физичко дружење, забава и така натаму, како што ги имало едно време. Значи, овој пат за начинот на забавување во Скопје, за континуитетот, минатиот пат разговаравме и за цивилизацијскиот континуитет на урбано Скопје, овој пат за забавите во урбано Скопје, ќе проговориме со еден соговорник кој што верувам сите го знаете, а ќе го откриеме по кусиот вовет кој што ќе го проследите. Скопските кафејани. Најомилена забава на скопјани била посетата на скопските кафејани. Бројот на јавните локали, кафејани, подруми и бифеа во Скопје во 1924 година изнесувал 300. Оваа бројка укажува на голема заинтересираност на граѓаните за посета на кафејаните. Типот на угостителските објекти бил многу разновиден. Кафејани, подруми, пивници, барови, бифеа, крчми, мејани и друго. По завршувањето на Првата светска војна во градот биле отворени многу нови кафејани, а главно се рекламирале во скопските весници. Васа Аврамовиќ бил газда на познатата кафејана Метропол, сместена во денешниот објект на стоковната куќа Сити Галери. Била најпосетен објект во своето време бидејќи нудела добра храна, услуга, пијалоци и музика. Гостувале трио Орлов со репертоар на мюзикл хала и кабаре со раскошна гардероба и акробатски балетски точки. Во неа можеле да влезат само богатите, но постоел лимит колку смееле да потрошат за една вечер. Кафејаната Маргер се наоѓала на плоштадот и била најпосетена кафејана во градот. Во попладневните часови кога затварале дуќаните, многу скопски семејства доаѓале во кафејаната на вечера. Во ноќните часови кафејаната Маргер се менувала во боемска кафана, а посетителите биле уметници на градот. Зрински имал најмодерна и најголема сала каде што доаѓале отмени гости, а се нудела домашна и странска кујна со разновидни пијалоци. Бавчата Зрински се наоѓала покрај реката Вардар и во неа гостите се чувствувале пријатно на свеж и чист воздух. Внатрешноста на Зрински била украсена со огледала од двете страни, со скапоцени зависи на високите прозорци и со добра вентилација на таваните. Масите и столовите биле во боја на махагони, со што се дополнувал луксузниот изглед на кафеаната. Салата собирала околу 400 гости. Бавчата на ресторанот била многу долга, исполнета со дрвја и цвеќиња.
Бавчата била оградена со зид на кој имало зелено обоени летви и била поплочена со ситни камења. Бавчата се осветлувала со петромакс ламби кои давале изглед на неонско светло. Во ресторанот свиреле салонски оркестри и биле прожектирани филмови. Во Зрински се приредувале забави, балови, пречеци на Нова година, ручеци и богати свадби. Ресторанот бил изграден во 1912-та, а изгорел во 1926 година. Кафеаната Аполо се наоѓала во подрумскиот дел на киното Аполо. Била декорирана со вкус, имала свој стил и била собиралиште на скопската елита. Во неа се организирали концерти на врвни уметници, со познати диригенти меѓу кои гостувал и познатиот Купфеберг. Кафеаната Аполо најдобро работела во 1925 година. Во оваа кафеана гостували и руски уметнички трупи, а целата програма била интересна за скопската публика. Во кафеаната гостували и балетски групи и хорови со играчи меѓу кои и русинките Ваље Федорова, Клео, Њиње, Марија Тан и други. Забавата во градот траела до раните утрински часови. Ресторанот Пала се наоѓал до дрвеното мовче во еврејското мало на левата страна на реката Вардар и бил најпосетуван во 20-тите години. Во овој ресторан се прожектирале и филмови. Најчести реклами во скопските весници биле за кафеаните Цекичев подрум, подрумот на Богдан Плавшич и други. Кафеаната Брегалница била собственост на Вука и Драго Пешик, а ја нарекувале и Скопска Скадарлија. Во неа се собирале литерати и уметници, значајни луѓе како Дамјан Николич, Вицко Зиновиќ, Петар С. Петровиќ и други. А во кафеаната се пишувале статии, песни, прикази кои најчесто биле објавувани во списанието Јужна Србија. Кафеаната Парис била ноќно седиште на скопските трговци, најголем број евреи и тоа скопската еврејска елита. Во кафеаната имало музика за игра и звуци на џез танго. Пред 80 почна да работам по дискотеките, со тоа што, да речеме, од 81 се отвори дискотеката Огниште, каде што и господин Цајо, Милорад Цајич, ми се чини дека од 82 почна да прави забави, да речеме. Така, малце да се селектираат луѓето, малце одбрано друштво да има. Лидери кои што беа као магнет за собирање на луѓе и беа предводници во диктирање на све што е ново во градот. А беше тепачка за карти, за да си купиш карта, не да влезеш без пари, мислам, онака со овакво дали може, па не може, лимитиран мал простора, само тоа работи, значи и беше стварно онака дури престиж да се влезе, значи се раскажуваше, бевна забава, полноќна и тоа. Тие години работното време беше до 23 часот. Тоа беше така како главна причина, младите сите сака да останат подоцна. Последните автобуси оде околу 23 часот. Ние петок, сабот обично знаевме на некоја забава така да фатиме кривина да останеме до 1,5. Управникот што ми беше во Гранд Хотел беше многу добар и беше на наша страна, тоест на моја страна, за да добиеме поголемо работно време. Он потпишуваше документи, се прави забава приватна, да работете до 1, носе во полициска станица Беко, дека ќе работиме до 0,1 или 0,2, али тоа не беше толку често и се беше така со доза на страв, затоа што имале ситуација после 12 да дојде од Беко и да ја растури забавата, да ги избрка гости. Се до оној момент, до таа 86-та Цаја памти, кога успе управникот да добие дозвола за работа до 0,5 часот са бајли. Тоа се смени веќе многу, тоа беше октомври месец, значи веќе почнавме
да правиме забави до 3, до 4, до 5, некои пати до 7 сме останувале најупорните, например. Ете, Воведот зборува доволно, гледате Скопје ми е дома на вистинска телевизија, се враќаме со разговорот во студиото и ќе се обидеме колку што ќе ни дозволи времето, иако ете да кажеме дека ова можеби ќе биде како за севте прв пат да почнеме да разговараме на оваа тема, иако има многу неисцрпни теми и многу доживувања анегдоти, особено за некоја генерација која што, да речеме како јас и мојот соговорник, има живи сеќавања на едно време и на тоа што тогаш се случувало конкретно во случајот во Скопје, во Македонија, меѓутоа и како светски трендови. Со особена чест и задоволство ви го представувам едно, верувам, медиумски, а и не само медиумски, како викаат од чаршијата фигуративно познато лице од урбаниот дел на Скопје, Милорад Цајо, човек кој што верувам дека упорно и покрај тоа што нели велат, тој во едно време правеше ова, ве спомна и во Воведот, ги правеше првите забави 1986 чинам, имаме подосна ние еден квиз, запамтете го, иако не даваме награда за квизот, едента кога можеби некој од другата постара генерација, кој што се надевам дека ги има меѓу живите и кои што имаат некои други сеќавања, па велат, тие полноќните забави што го уништија корзото или тие кафулињата кои што почнаа да стануваат собирни центри, па ги одвикнаа младите од тоа шетање низ улица Македонија некогашно или собирање на места каде што треба нели и да видиш и да бидиш виден. Така да таа парадигма на види и биди виден веројатно се смени, еден од, ајде да кажам по клише, виновниците за таа приказна е Милорад Цајо. Добре дојде во студиото, благодарам за издвоеното време. Ќе се обидеме да начнеме она што го споменавме, да евоцираме спомени. Јас кажав дека можеби од едно време се сеќаваат луѓето на Цајо, меѓутоа Цајо е неуморен. Нема да зборуваме за тоа годините, сега јас морав да кажам прега дека поминаа 30, 40 и така натаму, бидејќи поминаа, па кој сака математика нека пресметува. Меѓутоа Цајо се уште активен и неуморен и неодамна, ќе видиме подоцна и некои снимки, ги размрда малку тие, ајде да ги речам во наводници, повозрастните или постарите скопјани, иако верувам ќе проговориме и за тоа на таа последна забава или журка, за секогаш млад, имаше и млади луѓе. Едно време велеа 60 плюс вау, сега Цајо со гордост вели дека на неговите забави доаѓаат 75 плюс и точно, тоа е веќе за 2 пати вау веројатно. Добре дојде, да не должам многу, ќе ме карат и благодарност, уште ова само да го кажам, на оние кои поради доцнењето ни праќаа загрижени пораки во смисла каде е емисијата, што се случува и дали е се во ред со нас. Значи во ред сме, овде сме со полна сила. Јас се надевам и со стајлингот, не значи непочитување или многу кежуал се правам нешто кул, туку се обидов да се сетам на едно време, бидејќи и за модата ќе проговориме во еден дел на тоа време и за трендовите, кога овој светол Тексас, да речем, беше и редок, па се носеше од странство, па беше таму тие некои лета на крајот, кога средината на 80-тите години во тренд, и се шегувавме со Цајо пред почетокот дека јас патики стави, бидејќи не успеав да најдам кломпи, освен оние медицинските кои што ги носат, нели, како нагледно средство или како облека за заштита при работа денес. Добре дојде, не должам многу, го видовме Воведот, можеби таа 86 година е како преломна година на тоа кога почнаа полноќните журки, меѓутоа тие не ни се темата. Јас ќе те вратам, ќе почнеме, ќе продолжиме на ти, се надевам нема да ни замера дека сме невоспитани и некултурни, на малку порано од таа приказна, бидејќи конкретно 70-тите години почнаа тие, ајде да ја речам, културолошки промени кај една генерација млади во времето кога, не знам, во таа Југославија Ѓорđe Балашевиќ ја испеа рачунете на нас, па некако така почнаа да се случуваат и некои чудни културолошки промени, меѓу другото во однесувањето на младите, во музиката која слушаат, начинот на кој се облекуваат и ноќниот живот. Доволно зборував, повели. Ти благодарам, Блага, што ме покани во твојата емисија и во мојата. Скопје ми е дома. Јас така и се чувствувам. Скопје е мојот дом. Се надевам дека целиот живот ќе го поминам овдека. Овде ме врзуваат многу спомени.
моето минато и моето раѓање е во епицентарот на Скопје, кај Соборниот храм, на улица тогашна Марксова, сегашна Пиринска, 28. Старите скопјани знаат таму, таа улица е сега затворена, тука е наспроти Соборниот храм, големата зграда на Граве, или таа улица тука на беше Евростандард и така натаму, и извини Значи, што те тоа прекинам е- на него приватизирам тоа е- разговорот, тоа е ама и на некои нови егейска скопјани зграда. им е познато, Да. бидејќи тие сега во овој момент живеат таму, да не речем во истата зграда. Да, Али тоа е коинциденција. таа зграда тука кај што сум роден јас е и познатата писателка покојната Катар Менова Мисиркова Мисиркова. Значи тоа е егејска зграда, јас сум многу горд што водам потекло од Водена, од егејска Македонија, а по татко сум србин. И секогаш корените не ги заборавам ни од едната, ни од другата страна, а многу повеќе ме влечат корените од егејска Македонија, бидејќи моите се дојдени 1946 година одека во Скопје, па прво биле во Војводина, а мајка ми моја покојна, Станата Нурова Цајч, завршила средно медицинско училиште во Битола и после тоа се работува овдека како многу перспективна медицинска сестра во болницата ТБЦ во Козле, и така да моите се овдека во Скопје од, бидејќи водам потекло од партизанско семејство, од 1950 година, бидејќи до 49 година живееле во Војводина. Гаково, во Војводина. Тоа е село на самата граница со Унгарија. И после тоа доаѓаат овдека и од негде 50 година веќе се населуваат, мислам живеат во Скопје. Јас сум роден 63 година, 16 јануар, сум го преживеал земјотресот, сум имал 6,5 месеци, али со текот на времето, со моето битисување и мојот живот, фактички како што расте во центарот на градот, имав еден мој идол, тоа беше најмалиот брат на мајка ми, се викаше Никола Тануровски, тој е покој, многу млад почина, во сообраќајна несреќа. Иначе негде од 68 на своји 5 години, сега гледачите го гледаат Милорад Цајич веќе во изминати години со така некоја си потемна коса. Ако да се навратам дека како мал сум имал плава виткана коса до негде 600 оделение мое и многу бујна коса и многу ме сака, така имав некој си така по женствен лик, се менуваат луѓето со годините. Па децата да, и порано и тоа било и обичај со долгата коса. Кога кажувам на некои си генерации кои се постари од мене и како паметиш дека Вујкоти те шетал низ Корзо, јас Корзото Скопско, значи го познавам од 1968 година, од 5 години. На Вујко ми му беше многу мерак внукот од сестра да го прошета, бидејќи уште тогаш бев малце така позборлест и пргав. Сакав секогаш да бидам во тек со работите и едноставно ме шеташе прво, значи, пред Кенан Корзо и пред тоа имаше, значи, веќе направени беа тие чекори пред Кенан Хотел Македонија во бараките и ги памтам тука, значи, како ме носеше на сладолед и ги памтам сите тие пресеци на градот Скопје кога се шета на улицата кај Громби, иначе тоа се наоѓаше таа продавница Громби наспроти сегашниот Пелистер, или тогаш во тоа време го викаша Меркес имаше и тука беше аперитив барот. Старото Корзо беше многу интересно и јас се чудев зошто така се случуваат работите, бидејќи бев многу мал.
Значи, Имаше ред, правила. Од страна, да, од страна беа достанати машките, беа на самите излози допрени до ѕидовите, во средина се корзира девојките и од другата страна имаше еден шпалер на машки, па тука имаше бендисувања, па дофрлувања или по-скопски добацивања, па имаше многу така интересни моменти што ги кажува, ете стара скопска да кажам чкс, Да. што ја вика. И тоа време, значи негде до 69-70 година, буквално додека Вујко ми не стапи во брак, ја бев онака активен и нормално веќе таму негде во прво деление 69-70 година веќе ми се смени малце животот. Добро, ама се извинувам што прекинувам, ама тоа и како добра, ајде да речам, вулгарно финта било, Да. бидејќи да шеташ мало дете, како денес што прават со кучиња, мачиња и така натаму за жал, а не со деца, и се повеќе и повеќе, значи немам ништо против тоа да се сакаат животните, меѓутоа некако како да не ги заменија децата во случајот. И секогаш тоа е добра, метафорично во наводници, мамка, од типот кај девојките, колку убаво, малово, Да, што да, ти е да, внуче ти така. е и така натаму, а тие се секогаш сентиментални, Па- така да си бил добар повод за комуникација да кари некоја девојка, тоа ми беше старите мало. скопјани ја памтат, Вујко ми беше заменик директор на хигиена. Хигиена беше во епицентарот на Скопје, каде што се наоѓа сега наспроти сега ланчбарот или кафулетот, Тренд. Значи во самиот дел сега тука се наоѓа и до Ристичева палата, малку понатака се наоѓа, беа канцеларии, уствари беше огромен, не беа канцеларии, него беше голема Комплекс цела зделова зграда, да. Значи единствена фирма во Скопје која се бавеше со фризерај, значи со берберски занает. И Вујко ми беше таму и јас паметам стално го барав таму и тогаш многу ме закача девојки, затоа што јас мал со плава коса, па го бараш, а Вујко ми имаше надимак Нико го вика. Го бараш, вика, Вујко ти Нико, вика, сега отиде, вика, до канцеларија. Канцелариите му беа многу интересно, кај Црвен крст, сегашен, значи, на самата раскрсница, наспроти сегашниот, како се вика, ние го викаме Кјуби, Зоил Македонија, зградата, одма тука беа во долниот ред, беа канцелариите. И јас секогаш тука гравитирав и не можам да ги заборавам тие моменти кога ја запознав вујна ми, значи вујна ми Цветанка, Цеце. Многу луѓе од старата генерација ќе паметат велосипеди или по-скопски точаци. По-македонски. Вујко ми ќе ме качеше на гидан и напред имаше едно седиште мало за дете и ќе ме возеше со точак до населба Лисиче и во населба Лисиче немаше сега онда дојде ко сега кога сака да дојдат дечковците на девојките дома и да си седат заедно и со дедото и со бабата да си гледаат телевизија и така натака. Него две улици пред кај што живее Да не ги види некој, па некој комшија, па Вујко ми заштитници од малото, нели? Вујко ми ме пушташе да ја викнам вујна ми да излезе за да се видат. Тоа беа многу стари такви обичаи, многу интересни, така се останати во мојата свест. И така почна фактички јас преку него да се градам и едноставно имам тука многу голема помош од покојната мајка, затоа што секогаш бев дете кое беше стално облечено вон сериски, што би се кажало, затоа што мојот покоен татко, кој јас него паметам, имав 3 години, еве скопската јавност да знае дека Милорад Цајич Цај е растен, значи, како сирак, без брат, без сестра, без никого, и едноставно со своји 10 прсти створи име и презиме не само за Скопје и за Македонија, него и на Балканот.
и многу сум горд на себе си затоа што едноставно со 10 прсти се постигна во животот. Тоа беше едно време кога, ајде да речеме, барем сега кога ќе евоцираме спомени, веројатно така е малку и не изгледа заради тоа што сме преносталгични, но викаме дека некако луѓето како да беа поискрени, понаивни, поголема невиност некако како да имаше општо во генерациите кои што растеа и во подискрено смисло е некаков чесен, фер однос едни кон други. И веројатно и кон тоа, бидејќи ги спомена 10 прсти, кога почна да се занимаваш со тоа што нели подоцна и ти го определи на некој начин животот, тоа било претпоставувам од љубов, да видиме, да пробаме, од љубопитност и така натаму, и можеби не сте ни забележале кога тоа се претворило во сериозна работа. Ова го зборувам од лично искуство, бидејќи ете сум затекнал дел од тоа време кога денешните, да речам, деца не можат да разберат како тоа некои работи сме ги правеле така од ентузијазам, а денес пред за било што да се разговара се споменуваат парите, па изгубеното време, па дури потоа нели дали нештото ќе се направи или нема да се направи. Како почна таа приказна? Претпоставам дека уште во основно кога сте се плеткале меѓу возрастните, меѓутоа во средно веќе станувала посериозно, бидејќи тогаш некако како личности се формираме, па претпоставувам дека нели почнуваме да ги практикуваме кафулињата, барем во мое време беше така, иако сега сме генерацијски блиску, ама тогаш да речем имаше некоја разлика. Јас тука би те ставил тебе во некоја генерација со мојата постара сестра, меѓутоа како дете знам што се случува со промените нели во тоа време во доцните 70-ти години, а за 80-тите веќе сум си се сметам за еднаков експерт, ајде да речеме, практичен, опитен и емпириски како човек кој што го доживеал тоа. Како почна таа приказната на Блага вака сега да се навратам на минатото, значи човекот секогаш е предодреден за она што ќе биде понатак. Значи во самата срж на човекот, во гените, нешто постои што е предодреденост. Јас уште од мали нозе, значи уште од малечок, беше шминкер. Не само што бев шминкер, него едноставно во себе си имав нешто што се случи многу мал, пак да се навратам благодарност многу до мојата мајка. Значи, не треба децата да ги држиме за узда, него треба да имаме многу голема доверба и треба да ги оставиме сами да се челичат и да го запознаваат светот, да знаат колку е суров животот и како да се снаоѓаат во ова турбулентно време. Слободна волја, велат љубов со принуда и не е љубов, така е. Јас уште од малечок имав некоја љубов, бидејќи сум растен во фамилија борачка, каде што ја знам цела историја на граѓанската војна во Егејска Македонија и се историјата ми е слабо си ја знам во срж. И некако како да ја го наследив од самото семејство организацијата. Уште од малечок, од мали нозе, јас бев тоа што не го знаат новите генерации, а постои и јас тоа го препорачувам да ја запознаат Македонија и да ја запознаат екологијата и се. Јас бев член во Сојуз на извидници на Македонија, во извиднички одред Скопје и бев четоводник. Уште од малечок имав организациони способности. На свој, значи, таму четврто одделение, колку е 9-10 години, јас веќе имав во Владо Тасевски основното училиште во Козле, имав своја чета. И не им беше јасно на наставниците како ова мало пргаво дете знае да ги убеди децата и да бидат во извиднички одред и да има своја чета. Како што поминуваа годините, јас така станав и четоводник. Јас сум човек кој своевремено на свое 5-то и 6-то одделение, се уште ги чувам дома книшките, го имам изгазено 2 пати февруарски поход преку Јакупица, Караджица, со најголемите планинари и алпинисти до Богомила. И така да, таа организација уште од тоа време ми остана така во крв
Инаку бев многу надарен за војна топографија, каде што се учи тоа во сојузни извидници и во војска. Значи, знаев многу добро да работам во извидници семафор и зорна сигнализација. Многу добро се снаоѓав и еве прв пат да кажам јавно во медиуми на мои таму во 6-то деление 12 години, мислам дека бев, 75-та година на 10-та смотра на извидници на Југославија во Петрова гора кај Војнич, тоа е кај Карловац, пред 10.000 извидници стоев до легендарниот човек кој беше во минатата држава во бивша Југославија, втор човек после Јосип Броз Тито, стоев до покоен Джемал Биједич, кој јас морав да кажам извиднички поздрав здраво. Беше председател на Сојузниот извршен совет, ако добро се сеќавам тогаш, да, на владата, така наречено. Многу луѓе тоа не го знаат, не сум го ни кажал. Едноставно уште од малечок имав некоја звезда и харизма. Значи логорите од Хрватска, од Србија, Црна Гора, Босна, сите сегде имав многу добри пријатели, Словенија. И самите ме предложија јас да го кажам тоа. Таква ми беше валјда харизмата или наравта. Едноставно, негде до 7-мо деление, веќе во самото основно училиште, мене, мојата чета или четоводник, јас веќе имав 200 деца. Знаете колку е тоа на 13 години ти да застанеш како водач на некоја си млада генерација од 200 деца. А во тоа време имав проблем со мојот наставник Васил се викаше господинот, покоен, многу добар професор по историја, ама не можеше да свати затоа што он ги водеше уште една значи организација во времето на Југославија која сега не постои, само постои домот Сојуз на феријалци. Да, феријален дом. сојуз, да. Често пати и заедно работеа и он сакаше сите деца да ги превземе во феријалци. Ама виде еден човек, мислам личност мала, али многу мокен да ги собере сите деца и едноставно многу малку припаднаа према феријалци. И тука наоѓаше начини како да ми стави послаба оценка и едноставно не можеше тоа да го направи, бидејќи на крај поминав одличен и напрати на надпревари во историја. обично така бидува. Така, од таму почнуваат тие организацијски мои способности, така да во животот тоа го наследив и после тоа веќе тоа се филуваше, растеше и имав многу идеи, така дојдов до она што сега е она најактуелно и интересно, да бидеш менаџер своевремено, а сега веќе во заминува. Сега веќе е нешто и друго, Заминување. значи и сосема е деформирано. Многу интересен моментот, бидејќи со оваа биографија што ја правиме, всушност се демистифицираат или разбиваат предрасудите, дека не знам, нели зборувавме, имавме ние квиз за првото кафуле, за тоа таа промена културолошка и така натаму. И обично кога тоа се врзува, барем од она што сме гледали низ филмовите или како се разбивало на други места, и обично велат тоа луѓе што живееле, што растеле на улица, уличари, багабонти, вакви, такви, рекетари, така натаму. Меѓутоа, македонската приказна, тоа во сите градови била таква, тоа биле примерни ученици, што би рекле закопчани со кецелите до овде, луѓе кои што оделе на надпревари, луѓе кои што биле пример за другите во општеството, така да многу интересна и таа приказна дека кај нас тој современ живот на практикување, на излегување во кафулиња, собиралишта, потоа подоцна и дискотеки и нокни клубови, го почна одличните. Бубалиците да не речем. Да. Добро, види, секогаш имаше разлики меѓу нас. Сега кој се така Добро, да не правиме стереотипи, да не етикетираме, меѓутоа интересна е, специфична е вистина приказната, и луѓе ја што познавам и во други места биле слично, значи биле општествено активни, биле во социјалистички сојуз на владина, дали во феријален, дали во извидници, дали во некои други сегменти. Знаеш што е многу интересно? Еве сега ќе напоменам некои работи, не ќе да апострофирам некои луѓе. Во разговори неврзани, сега
ми ја окривуваа мајка ми. Мајка ми имаше многу голема доверба и тетка ми беше како втора мајка, значи живееше со нас. Тетка ми Пена, или по грчки Петрула. Они уште од мали нозе мене ме праќаа кај покојниот дедо мој на мајка ми татко, овдека каде што сум роден, наспроти Соборна црква, веќе јас живеев во Козле. Инаку живеев на улица Јури Гагарин до пред известни 10-15 години, каде што ја викаат улицата на Петар Гошев, значи комшија ми беше Петар Гошев. И таа улица фактички ќе откријам едно прекрасно место во Козле, тоа е наспроти студентскиот дом Гоце Делчев. И они имаа многу доверба да ме пратат на автобус да извадам пола карта, стари скопјани тоа го памтат. Значи за деца пола, да. Во тие времења парите ги викавме, значи пола карта беше 3 банки. Да, Цела карта беше 6 банки. И ќе се подсетат старите скопјани кои овој банки, гледат, илјадарки и да, така милиарди и така да, натаму. И едноставно не им беше јасно како мајка ти те пуштала да идеш кај дедо ти. А јас многу го сакав дедо ми беше како Марко Цепенков. И сите наши стари од таа генерација, мудрост. Човекот знаеше толку приказки, тоа беше неверојатно, не можам да верувам. А баба ми е потекло, баба ми Захарица, она е, значи, им го честитам денот на власите, 23 мај. Едноставно, затоа што баба ми Захарица потекло битолско, иначе е од влашка фамилија. И едноставно правеше многу убав ајвар. И кога ќе дојаше зимно време, петок, сабота, недела, јас на последна 14-ка, кај што е сега топлана на времето, кај Јана Москоменски во школото, ќе се каже на автобус и дедо ми ќе ме пречекаше сега кај што е, значи, прва партизанска пред да врти. Тука ме чекаше на автобуска и јас од дедо ми си спиев, а тоа беа, значи, години прво, второ, трето оделение. Второ, уствари. Значи, и ќе ме пуштат и не им беше јасно на луѓето, вика, како бе, вика, толку мал тебе те пуштат. Сега, поминаа тие времења, нема никаква сигурност за малите деца да ги пуштиш сами во автобус, да си извадат пола карта и да идат до кај својот дедо и баба на гости, да не се случи нешто. Дури малку и сами сме виновни. Јас дури симптоматично не да. можам да верувам. Сега живеам во населба Мичурин, тука е школото Блаже Коневски. Не верував, мојата ќерка веќе е во на факултет, втора година на финки. Се вика Ана Петрула Цајч. Ги носи двете имиња на мајка ми и на тетка ми. Тоа се имињата кога грците ги менували имињата македонски, мајка ми се викала Стана, тетка ми се викала Петра Пена. Им ги менувале во корен, значи уште од кога се раѓаат, место Стана, не може така, Ана, да. место Петра, Петрула. И во тоа време кога се роди Ана, едноставно беа во мода Ана Марија, Ана. Да. Ја викам ќе направиме некоја комбинација, бидејќи двете мои мајки кои ми израсна, ќе ги дадам нивните имиња. Ана Петрула Цајч. Поентата ми беше ова. Ана идеше во школа во Блаже Коневски, еве сега не можам да верувам, го споредувам со моето минато, како мене ме пуштале до Соборен храм со автобус. Сега родителите ги чекаат Врие децата, коли, не се минат. вријат коли пред самиот влез на основното училиште. Викам, И тоа не коли, джипови, па викам, немаш да. Зашто тоа, викам, се случува? Значи, нема сигурност за нашите деца. Многу е изменето, значи, живота. Тука не се знае што е поскапо, кокошката или јајцето постаро. Сега, кој сака нека каче. Не, обично видиме, да, не, веројатно и родителите претеруваат овие новите современи родители. Може би,
али мислам дека сега не чини не да се дека живее. безбедноста не е, Не дека не чини да се живее од минатото, ама мислам минатиот систем имаше нека поголема сигурност за сите жители. Тука се согласувам, меѓутоа мислам дека се си носи времето и дека, пак ќе речем, новите родители претеруваат, па после велат зошто толку пред компјутер? Премногу се размазени. Зошто толку пред компјутер, па зошто пред ова, па пушти го и нема да биде, например. Премногу се размазени. Обично од мали се навикнати да некој да ги носе, да ги зема, да ги пуштеш сами прашање дали ќе се снајдат, се плашат и така натаму, така да тоа е некоја друга приказна. Јас овде ќе предложам да направиме на куса пауза, имаме содржини уште и да се вратиме нели на тие журките, а таман ќе видиме една содржина и да им кажам на гледачите дека ова што се емитува обично кога разговараме за некоја општина или за некој дел од градот, пуштаме снимки од дрон за таа општина, меѓутоа овде имаме некои архивски снимки кои се однесуваат на некогашно Скопје од таму, како што рековме, пред 20 и 30, 40 години можеби, да, има и од пред 40 и кусур години. И тука има и нешто од настаните, ќе видиме, нели подоцна, па ќе го прокоментираме, а сега предлагам да ја направиме паузата, да се вратиме на ноќниот или така наречениот кафански живот во Скопје од едно време и на најновата или последната забава насловена како Forever Young или вечно млади. Се враќаме во студиото по кусата пауза. Хотелот Бристол се наоѓа во близина на железничката станица и е крстен според истоимениот ланец хотели. Семејството Караџа се доселило од Грција во Велес во 1899 како најстар син на семејството. Караџа Ташко дошол да учи занаед во Скопје. По некое време Ташко го повлекол и својот брат, а подоцна и сестрата. Браќата Атанас и Ристо Караџа биле ценети скопски трговци и угледни граѓани кои го изградиле хотелот Бристол во 1924 Во собите вовеле и телефонски приклучоци, имале гаража со капацитет за неколку автомобили. Се проценува дека во светот има околу 200 градови што имаат хотели со име Бристол. Овие хотели не се врзани во синџири, туку обстојуваат самостојно. По војната, хотелот ја дели судбината на многу други слични објекти национализирано. Со него во различни периоди управуваат различни општествени фирми, од Метропол до Македонија Турист. Хотелот, иако се наоѓа во самиот епицентар, релативно добро го преживува земјотресот. Сепак поради оштетувањето е струшено неговото десно крило. Хотелот беше надалеку познат по својот ресторан, во кој се јаделе најубавите чорби, пред неа летната бавча и стариот разгранет орев кој фрла дебела сенка на околината. Всушност, оревот е засаден како плод на една љубовна врска, што се случила во хотелот. Нашиот познат писател Петре Бакевски ја раскажува приказната за садувањето на оревот и страсната љубовна врска меѓу двајцата млади во својот роман Црно јагне, Див Балкан. На 9 ноември 2012 хотелот беше целосно затворен.
се враќаме во студиото, гледате Скопје ми е дома, со Милорад Цаич Цајо разговараме за континуитетот на забавата и ноќниот живот во Скопје. Она што пред малку го видовме е увертира во следниот дел од разговорот. Евоциравме малку спомени од детството, се навративме Така. таму 40 на 50 на години назад, може и повеќе половина Почетокот век. мој. Да. И сега ќе почнеме од денешно време, веројатно, па... Да се навраќаме наназад. Да, што е, впрочем, изборот ретрон или ретроактивно Така. да одиме наназад. 15 април, нешто што изненади многумина. Обично луѓето кои што 15 се... април е направен Да. видеото. А иначе настанот е направен, беше на 22 март Во март на беше, младеци. да. Значи, неодамна, муабетот ми е изненади многумина. Бремето и не беше нешто, да речам, тоа уште беше барем оваа зима, иако не видовме Така. многу. Меѓутоа, на крајот на криштата во затворен простор и не е ни важно, не е ни битно. Друго ми е муабетот. Значи, јас лично, тогаш се сретнавме после тоа и ти кажав дека и јас не очекував, ти сам ми кажа дека си исто многу изненаден од одзивот и од продажбата, нели, барањето на карта повеќе за целата приказна. Сега некои деца би рекле, се собрале овие старците, таму има и баби и дедовци и нели на некои нови генерации на деца. Меѓутоа има и млади луѓе кои што се љубопитни, кои што, ајде да речем, дел од нив поради одатер кон своите кои што слушале, гледале разни приказни, нели, за нивното младост и детство, сега е во мода за среќа кај дел од новите генерации и навраќање кон таа музика од некогашно време, па гледам дека баѓи се кликаат и се слушаат дури одредени кружоци 70-ти, 80-ти, така ја делат по жанрови и така натаму, така да веројатно и музиката, евоцирањето спомени секој со своја причина. Меѓутоа, во време кога сите кукаат и се жалат дека, не знам, нема пари, дека има депресија, дека се во апатија, дека еден куп проблеми, цел живот и денни се состои од тувкање и за помагање, се случува нешто кое што изненадување на многумина, ете ќе кажеш и ти колку си бил изненаден, полни сала. Да. И таа сала изгледа претесно. На што се должи тоа? Ајде така да почнеме. Како се објаснува тој феномен? Прво, Освен нели добрата организација и менаџментот, веројатно се создале некои општествени прилики. Прво, Блага, вака мислам дека на Скопје им фалеше Forever Young како забава, значи јас веќе долги години Ја организираш, да. И последната беше 2019 година. И сегаш велиш готово, се уморив, не правам поќе. Со текот, значи, се изместија работите, затоа што 2020 година беше годината на ковидот и пост-ковидот претходно. Значи, беше закажана забавата од 2019 наредната година 2020. Се собра некој набој. Луѓето прекрасно си поминаа 2019 година и претходно. Значи, јас тежнев 2 пати годишно направам, тогаш беа 2 пати и сега, после 5 години, се решив да го направам, бидејќи да го направам овој настан Forever Young, затоа што генерациите, јас што го кажувам мојот слоган, значи под Forever Young, за генерациите кои пораснаа, но никогаш не стареа. Не остари. Значи, сите тие генерации ми бараа пак да се видат. Едноставно, мислам дека созреа моментот и негде, јас сум како Архимед, кога ги решавам некои работи, викам Еурека, беше 20 часот навечер, 3 јануар вечерта, а претходно разговарав со мои пријатели, мене јас многу добро живеам со сите продукции, значи со Бобан Авалон, со Ален од Авалон, со Прагма, со Игор, со Кристијан и со Логин и многу од нив викаве, направи забавата, направи, вика, луѓево, се мислев и одеднаш кога реши, викам, почнувам, сега ќе направам еден многу добар настан, викам, ќе ја вратам Forever Young и така луѓето сакаат и се покажа дека тоа што го работев фактички целиот маркетинг беше, значи, убитачен од моја страна, значи бев многу јак и интензивен го направив целиот маркетинг. Едноставно, сакам да кажам, да потенцирам дека тие генерации што беа на последнава забава немаат каде да се видат. Многу генерации од нив, значи не дека не излегуваат, едноставно се во години
на бизнис. И вика, ние цајо, вика, излегуваме. Различна динамика, да, деловни кругови, се други. гледаме, вика, други деловни кругови, сме по кафеани, по кафулиња, ама тамо ќе видиме, вика, 3, 4 до 5 луѓе. А твојата забава, вика, ќе се видиме генерации што не сум ги видел, вика, по 10-15 години. Нема такво место и таков клуб каде што ќе не собере, како ти што знаеш да ја собереш таа генерација и таа популација на луѓе. Овдека гравитираат генерации од 35 до 75 години. Бидејќи тие генерации сакаат да се дружат и да се видат, едноставно немаат клуб, дали ние самите и самиот град и самите луѓе газди на големи локали не знаат како да го менаџираат тоа. Не знам, да не сгрешам, дали тие генерации што беа на овие журки... Тие виделе нешто такво и им останало во сеќавање. Дали тие генерации ќе можат да издржат еднаш неделно да излегуваат. Јас се сомневам, али за 2 пати годишно, како што да го наговестам сум во некое размислување до крајот на годината, да ги израдувам нашите гледачи, дека се надевам дека ќе има пак таква журка, а сигурно наредната година во исто време, негде март-април, ќе има Forever Young журка, која ќе ги собере сите генерации. Поентата е тоа што јас сакав овие генерации да не бидат заборавени. Затоа што не е само животот во младоста, него и во изминатите години. Додека ние во срцето се чувствуваме млади. Еве, јас седам со тебе, срцево ми е како 27 години. Не ги чувствувам моите години. Сега ќе речат деца во овие млади години, што се занесуваат овие, ама па така е. Верувам и го чувствувам тоа дека е искрено. Во право се. Затоа што јас кога бев на тие години, кога ќе ми кажеа некој на 40 ова е стара. Не, јас тогаш во тоа време викав, еве сега имам 61 година, не ги кријам јас моите години. Вика, кој ќе ми каже 60 години се размислува, викам, викам, ова е многу стар. Јас сега сум 61, воопшто не се чувствувам стар. Значи, имам една енергија каде што сакам и мислам дека добро, позитивно зрачам пред луѓето. Се надевам дека така се чувствуваат и сите мои генерации, и оние што се помали од мене и тие што се постари од мене. Значи, секогаш треба да го задржиш младешкиот дух во себе си. Ако го изгубиш, тогаш почнеш веќе да старееш и полека да тонеш и да те забораваат и човек секогаш мора да биде активен. Значи, правило број 1, во изминати години мора да се движи. Значи, движењето го одржува човекот. Тоа велат како да возиш велосипед. Ако застанеш, ќе паднеш, мора да вртиш постојано. Така е. За да си во движење. Да, се согласувам. Јас можам да кажам дека беше прекрасна забавата, дури се запрепастија многу луѓе. Вика, не сме виделе дека, дури јас самиот бев изненаден, до сега не се случило журка, ретро журка или било каква журка да биде продадена 10 дена пред настанот и да биде таква гужва пред врата, али совесни граѓани, значи луѓе веќе во изминати години, културно да си чекаат на ред. Мои пријатели, другари ми кажа, ја бидејќи бев внатре на самиот настан, вика имаше 150 метара, вика ред, вика цајо такво нешто, вика не сме видели, вика као на концерт на Бело дугме, вика. Такво нешто немало. И се надевам дека и наредната ретро журка ќе биде добра, а за она време ти што го кажуваш да се враќаме наназад, ќе ти го оставам ти да ме наведеш, па јас ќе ти кажам само како усо, бидејќи ние им правиме нели и со прилозите на луѓето, меѓутоа и да им го доловиме чувството. Значи, ова е тој отпор што многу ми се допаѓа на цајот, типот дека па тоа време не помина, па да го зборуваме како да е поминато, туку тоа време е сега и преку ретро забавите нели ќе го вратиме и ќе го одржуваме во живот.
Претпоставам дека се тоа бескрајни приказни кои што можеби, рековме, се согласивме за време на паузата, можеби за некој друг формат на подкаст, па да си седнеме, па да си збораме едно 2-3 сати онака. Точно. Со спомени, бидејќи јас имам од тоа време, нели, па дури и од дел од скопските шеми некакви моменти. Така што, меѓутоа, во секој случај времето, значи модата, менталитетот, ги вративме во едно време и добро е младите, како што ти си бил заинтересиран за идејата, за историјата на македонците во Егејскиот дел на Македонија, во Беломорска Македонија. И, така и ова е дел од некоја современна, модерна, урбана историја, која што можеби не се запишува во учебниците по историја, меѓутоа е дел од развојот на Скопје и од развојот и на државата. Затоа јас на почетокот направив таква некоја претенденциозна можеби анализа од типот на тоа дека тоа беше еден социолошки скок на општеството, на таа млада генерација во тие 80-тите години. Ајде да им дадеме само малку шмек околу првата журка. Рековме дека тоа било претходно, нели, си одеа дома рано. Функционираше друг начин на забава, приватните журки беа една приказна, кафулињата ги немаше, барем кафичите во денешен облик или во обликот кој што подоцна, нели, се појави и стана тренд. А јас ќе предложам, додека го направиме воведот, бидејќи ова е програма во живо, ќе се обидам да го добијам, одамна не сме имале вибер јавувања, меѓутоа, бидејќи спомнав тренд, како тренд, а не како кафуле тренд, ќе се обидам да го добијам пеџа од тренд. Ако, бидејќи го прекорачивме терминот кога бевме договорени да се бараме, меѓутоа се надевам дека не гледа. Да му дадеме вовет на крајот на криштата и на Пеџа. Како почна таа култура на кафичите? Од овие млади ведене се дека од секогаш било така, а не било така. Вака сега, значи првото кафуле денојуве тука е во Скопје. Ете го Пеџа вози. Буби Камел, се видовме. Здраво живо. Ова е вистинска телевизија на вистина од кола. Пеџа си го додржа зборот. Не слушам. Па веројатно му бучи колата. Да зборуваме погласно. Сега е во ред. О, има поздрав и до дечките позади кола. Супер. Ништо не ве слушам. Ајде ќе се обидеме малку подоцна да се вклучиме, кога ќе запреш со возењето. Добро, супер, вистинска телевизија, меѓутоа сега тоа е како се слушаме. Режија ќе се обидеме уште малку подоцна, ако не ќе го имаме Пеџа и во студио. На крајот на краиштата е тоа е атери, таа искреност и тоа другарство. Вика за цајо ќе се јавам, каде и да сум, па в кола, па вози деца, меѓутоа ете тоа е таа е приказната. Да се вратиме и на Камел и на другите кафулињани кои што следеа после тоа. Значи, еве вака сега да открием, значи актуелно е и секогаш важи као прво кафуле, прв кафич, Камел. А вистината на се треба да знае Скопје и гледачите на оваа програма. Првото кафуле е кафичот Грин. Тој се наоѓаше тачно кај првата полициска станица Беко, во тој пролазот, сега кај што е Гиро Беко. Сендвичара има Сендвичарата и тој локалот до него беше првиот, ама не беше толку атрактивен и него викаа кафич. Кафич. И не се собираа како што се собираа пред овие другите. Али затоа Буби го направи канал, го направи актуелен и со неговите сендвичи, тука првпат почна да се појавуваат, ние ги викавме криглите, малите кригли, штуц. И едноставно стана најактуелно и тогаш, сега што е малце дегутантно од изминативе 40 години, кога ќе се вратиш во една кула, еден мал кафич, па не можеш поише од 20 луѓе да собере. Ама надвор? Ама надвор 1000 луѓе. Да. И сега веќе се изместени тие вредности со текот на годините, кафулињата стана и од кафулиња, сега се ланчбарови, кај што имаат по 400 места за седење. Мезе, закуска, све. 300 други чуда. Али имаше некоја драж. Да. После тоа се појави Джули и после овие кафулиња некако се пренесе целиот аудиториум и свет, се отворија така најактуелните во тоа време 81-2 година, Бони Јани, тоа беа кафулињата до сегашната грчка амбасада или грчки конзулат.
и после тоа се отвори пирамида и значи тоа беше како едно корзо, масовно значи излегување. Тука што да кажам, може имаше по 2-3 илјади. На Бон, ја не се сеќавам, значи да не можеш да се Навечер. пробиеш баш како корзо, а тоа беше во сите градови. Ете јас да кажам да речеме тоа траеше да. негде до кај, како да кажам, 89 до Анте Марковиќ. 88-89 година веќе целиот град се префрлува полека од 87 крајот во старата Скопска чаршија. Старата Скопска чаршија станува актуелна затоа што тука гравитираше доста градски луѓе, држаа кафулиња, значи тука беше рандеву на Зоки Малиот и као партнер беше Васко, газата на бутикот Лонза, Васко Матевски. Покојниот Куно беше до него, Бане Пејовиќ го имаше и Сашо Александар Кртов го држеа Мондријан надоле. Тука сега веќе има некои кафулиња, па до Куно беше познатиот Горан Србиновски, нашиот одбојкариња држеше кебапчилница Панта, па беше после тоа познатиот локал Шар, кој сега го нема и не знам што се случи, целата таа стара архитектура се сруши. Што ќе се прави? Стои една ругло, една дупка во самата чаршија и после тоа се префрлија доле скроз кај Чифте Амам, кога се отвори Джаджу, значи кафичот Джаджу и 20 кец, и мислам дека негде до 91-2 година го држаше тежиштето старата чаршија. Тоа беше тренд веројатно во сите, јас сега се старата навраќам, чаршија, и можеби пологично да е така. И одеднашка во меѓувреме се отвараат некои кафулиња каде што јас бев менаџер, па го отстапив, се префрлив на друго место. Тоа беше познатата кафана Игно, па се нарече Тропикана. Таму беа менаџери, сегашниот композитор и автор Александар Малевски и неговата екипа. Тука беа, значи, од таа генерација Емил од Канал 5 му беа другари газата на Канал 5, па беше Предраг Чемеригиќ, па беше газата на Мистер Джек Горан Милев и Горан Димишков. Тоа бе една плејада на градски луѓе кои го држаат тој кафич. Една генерација која е обележена епоха, така моите пријатели и другари го држаа Мејкап или сегашен Мецо. Тоа беше многу атрактивно. А тука беше и локалот на Кире Кристијан или сега се вика дискотека Епицентар. Значи, целото тежиште се префрли на булеварот Климент Охридски, фактички тоа е булеварот тогашен ЈНА, и се отвори кафичот каде што бевме, еве сега со мојот пријател кој треба да биде во емисија, со Педжа бевме менаџери јас, Александар Симитчиев Симит, Љупчо Ангелов Љупа. Сега веројатно Педжа не слуша, јас го имам овде, се ќе видиме дали ќе го тротоар, да. И после се префрливме во булевар. Па во тоа време бевме менаџери и на МНТ и на Хардро. Да, значи, ете, стигнавме до Педжа баш толку на време. Ајде, здраво, живо уште еднаш во вистинска телевизија од вистинско возење со автомобил. Чао! Двајца лепотани. Да, двајца лепотани, да. Само ја не ги Тројца лепотани, зашо Да, Педжа сега тројца, не... добро, тоа не го забораваме. Сега на сред муабет сме баш стигнавме, почнавме од некое таму рано детство, евоциравме спомени, па стигнавме до времето на ваша, да ја наречам, деловна соработка со Цајо, иако во тоа време, тоа го констатиравме заеднички, можеби повеќе наликувало на мерак, на љубов, на игра, отколку на бизнес. Не може да слушаме, сега може да се баци па тоа нешто. Не слушаш? Педжа, не слушаш? Повторно сега не слуша или? Преку... Педжа, дали се слушаме?
Не, сега веќе тој не ни Не. гледа, може би или закочивме. Пошто се работи за интернет, е Да. од движење, веројатно, и Од веројатно движење, може би така да му е. е, кај него да е сигналот да не е вред. Може би. Да, тој нема ни ориентација дека сме се уште Да. на линија. Како да не? Добро. Ќе го имаме да. во студио, не, супер. Така да ние како една група менаџерска бевме четворица, значи гравитира во тоа време беа поделени работите. Од моето време, значи како човек кој ја направи првата полноќна забава на 22 октомври 1986 година. Како го кажуваш тој датумот И- како датум кој треба Па историско тоа да е- се одбележува. Па треба Да. буквално да се одбележува, бидејќи затоа што угостителството во Македонија од тогаш почнува се да смени. работи. Така е. После Почна 23 нова часа. епоха, да. И затоа после тоа почна да работат сите локали и во Македонија после 23 часот. Јас паметам пред тоа, значи си одевме со последните автобуси во 23:15, ако го испуштиш автобусот, или дома ќе си одиш пешки, тогаш беше скапо таксито, или ќе чекаш до саат 2 автобус, негде кај 12:30 или 15 за 1, па да си одиш дома. Али приказката беше што тогаш се појавија, затоа се навратив на Предраг Василевиќ, на Пеџа. Значи се појави времето после тоа менаџерство мое, значи се појавија менаџери во Мусандра, Роберт Граматиков и Атанас Граматиков, браќава, Роберт иначе. Оние држеа сабота, во недела ја држеше Александар Симичиев и Симит и Мачки. Тоа беше гужва невидена. 87 беше, тогаш се отвори дискотеката Метропол, каде што Томе и Баджо и Антар, еден од собствениците на познатиот Hard Rock, беше фактички собственик на Метропол, диското која беше, мислам, пар екселанс за тоа време. Во тоа време Метропол беше поим, да, за И многу диджокеи поминаа, тука беше и Ѓорги Миладинов од Струга и така натака, имаше многу диджокеи што поминаа. Полека 87 како да изминуваше и нешто се случи, една голема трансформација во градот, па и во Македонија. Се направи една експанзија на дискотеките, значи како да кажам, некое огромно здание кое се отвори, тоа беше дискотеката МНТ, крајот на 87 веќе се правеше, негде 88 во втората половина, после негде март месец се отвори, да не грешам, или есента 88, веќе сега да не грешам. Али тоа беше екстремно голема дискотека, која собираше капацитет негде околу 3000 луѓе. И за тоа време беше непоимливо да се собере толку народ. Али Скопје беше желно за забава, за журки, ама не само Скопје. Скопје беше и слика, и универзитетски центар, и млади. и слика беше за другите градови во поранешна Југославија. Во Македонија. Од самата таа дискотека МНТ почнаа да се отвараат големи дискотеки и во Битола, и во Прилеп, и во Струмица. Значи, имаше многу интерес. Луѓето сакаа забава, сакаа ноќен живот, позитивна енергија имаше, беа желни за журки. И тој период, значи, тоа се златните години на Скопје и на ноќниот живот на Македонија, негде до, јас по мене, до 2004-2005 година. И мислам дека тука се пресече. Првиот рез е законот за пушење. Вториот голем рез на ноќниот живот е етикетите, уствари лиценците за ноќните клубови. До тогаш немаше лиценци, најде начин државата како екстра да профитира и
почна да ги наплаќаат лиценците за дискотеки, за ноќен клуб, за Па кабаре. неисплатливост, па некои други стандарди, па Да, мерки на безбедност. мораше да се исполнат некои услови и полека почна да паѓа ноќниот живот во Скопје, а и самата урбанизација на Скопје, па и другите градови, значи стана многу, мислам, не, како да кажам, не метропола, мегалополи стана. Да. Гломазени и поделен на гета, да рекој начин. така. Во свое мало си практикуваат забави. Помалце кафулиња имаше така. своевремено, а сега оваа значи експанзија градежна Скопје го направи, како да кажам, оние деца што растат во аеродром, тие немаат појма што се случи во Велат, лептокарија. одам во град. Не, во лептокарија. Не, на пример, му треба. одам во град. Која одат Да. во град, одам во град. Тоа им е настан доживување. Тоа е, ма не само тоа, не ни сакат, Да, све имаат во Се аеродром. има, така. Оно што е кај лептокарија, значи тоа е Карпош 1, 2, 3, 4, све има. Тука има Сити Мол, имаат забава, единствено што фале, а паднато е тоа све ради целата информираност и технологија, што ете така, имаат кино, тука има Синеплекс, значи се изгуби тој дел на убавината. Така, во наше меѓутоа, време се тоа е- беше во кино, сега Тоа го е нема. Логична последица. Да. Се сетив на 80-тите покрај експанзијата на дискотеките кои што ги имаше барем она диско со кој едно време исто така барем во битолски рамки она старото Орфеј правеа на едно време Да. пред некој време ретро журки исто и во Битола. Тоа јас се сеќавам бев 4-то или 5-то одделение па во некои литературни читања театарски представи правевме таму, значи тоа беше рани 80-ти да речам години. Меѓутоа муабетот ми е покрај тој тренд во 80-тите години, мислам дека почна и еден друг тренд. Нема да се распленуваме да навлегуваме во тоа во детали, а тоа е дека почна да се отвараат така наречените бутици. Да. Предходно нели имаше стоковни куќи, трговски, конфекции, државни и така натаму, тоа што го знаевме во Југославија. Да. Не дека немаше брендови, на пример, Вартекс чинам го држеше лиценцата за Леви Штраус, да. Тогаш така беше, нели, па го викавме, не знам како викавте во Скопје, не во Битола викавме Леви Штраус, десна пачајца. Да. И имаше Планика или односно Планица, на словенечката Адидас имаше лиценција. Се сеќавам и тоа беше тоа и другото како стигнуваше подоцна. Словенија шпорт ги имаше Адидас највише. И на крајот, јас знам дека едни влечки, да речем, летни од овие сега што се во тренд и едни Адидас патеки беа од Планица. Веројатно Словенија шпорт после тоа зеде франшизата. Небитни се овие муабети, овие приказни, чисто ги споменувам за да знаат луѓето дека сето тоа било ограничено. Односно, не било изоставено како во многу земји од источниот блок, кои што се сега членки на Европската Унија и се далеку као пред нас. Ние сме биле пред нив. Ние сме биле многу по запад од па дури од некои земји од западот во тоа време. Меѓутоа, ми е муабетот, веројатно обележие на тоа време било и тоа менувањето, па трендовите, па во облеката, па следењето, па обезбедувањето на некои нешта кои што од јас многу добро се сеќавам, ако не беа неколку радио емисии и под наши познати диџеи, да не се распринуваме, нели, меѓу кои Драган Басоточка Костич и така натаму, со диско селектор во четврток, во сипол едно време, што беше неизоставно, немаше каде да се купи ни плоча, ни касета, па се преснимува, па од радио, па пиратски. Имаше соло рели со Врчаковски, имаше емисии со покоен Михаил Бошковски Мице, тука беше Ѓоко Ѓоргиев, Три гонга, да не се заборави. Да не го забораваме. Диско селектор беше во сабота од Сабајле од 10 до 12. Имаше многу други емисии кои стварно навидом се чекаше да се слушне некои новитети, али немаше, сакам да кажам, не беа достапни. Јас се сеќавам како дете, пошто бев некој таму, ајде да речем. Диџокеите беа главни фраери од тоа време и многу беше битно благоја што ние во тоа време ја дознававме целата музика преку диџокеите кои беа, еве, да се навратам за Скопје, значи од легендарната која буквално беше направена за дискотека, дискотеката Мусандра е отворена 73-та година, уште кога се отвара градскиот трговски центар. Прво е ноќен клуб, па наредната година, 74-та, е ставена во функција како дискотека.
Тоа е првиот ноќен клуб во Македонија. И 74-та, крајот 75-та се отвора дискотека Турист, заедно со дискотеката, сега е таму хотел Панорамика, хотелот Панорама кај што е срушен и сега е изградена хотел Панорамика, тој комплекс таму на згради. После Панорама, на 8 март 1978 година е дискотеката Таверна отворена во хотелот Бристол. Пред тоа беше ресторан Рибен и таму свиреше една група многу легендарна, се викаше Скрп, и после тоа стана дискотека. И негде 81-а, крајот 81-82 година се отвора дискотеката Огниште, фактички во рамките на хотелот Гранд Хотел или сегачен Холидей Ин. Така почнува ноќниот живот во Скопје и Македонија, а да не заборавиме, значи првиот дисџоки заедно и со Михаил Бошковски, Мице, и Васија Ивановски, јас тоа не го паметам, бидејќи сум бил многу мал. Тоа е периодот од 69 до 72, 3 години, траела таа дискотека по она што и Вујко ми го кажувал и по старите. Тоа е дискотеката Техно Метал наспроти црквата Свети Димитрија во Чарше, или поточно на самиот плоштад на Филип Македонски. Тоа се тие први почетоци на дискотеки во Македонија. Они беа тие што ја носеа музиката. Значи, многу беше хит, сега е многу голем хит и многу се сега веќе скапи, винилите или плочите. Значи, они идеа во Италија и набавуваа се што е хит во тоа време, и тие прво се презентираа во дискотеките, па после тоа доаѓаа во јавниот сервис на радијата и така натака, за да може на младата популација или тогашните тинејџери или генерациите кои го поминаат тинејџерството да слушнат што е ново во светот и во Европа во хитовски рамки, бидејќи ние бевме и во тоа време и многу позадоени, сега некако не сме. Многу бевме во тоа време со Италија поврзани, и италијанска музика многу се слушаше. Добро, и во Европа се ценеше, не само кај нас. И тогаш италијанската музика имаше и одреден статус, нели, во рамките на европската музика, се некако како да е маргинализирана, така да, веројатно се си носи времето. Сега, многу ни е убав разговорот. Од режија ме предупредуваат да привршуваме, ние имаме уште некои содржини. Јас ќе предложам овде да видиме следната содржина и ќе се вратиме во студиото за да се одјавиме, за жал. Важи. Метропол. Васа Аврамовиќ бил газда на познатата кафеја на Метропол, сместена во денешниот објект на стоковната куќа Сити Галери. Била најпосетен објект во своето време, бидејќи нудела добра храна, услуга, пијалоци и музика. Гостувале трио Орлов со репертоар на мюзикл хала и кабаре со раскошна гардероба и акробатски балетски точки. Во неа можеле да влезат само богатите, но постоел лимит колку смееле да потрошат за една вечер. Кафеаната Маргер се наоѓала на плоштадот и била најпосетувана кафејана во градот. Во попладневните часови кога затворале дуќаните, многу скопски семејства доаѓале во кафеаната на вечера. Во ноќните часови кафеаната Маргер се менувала во боемска кафејана, а посетителите биле уметниците на градот. Кафеаната била место за уметнички и книжевни разговори.
улица Македонија. Оваа улица е отворена по повод доаѓањето на султанот Мехмет Рашид V во Скопје во 1911 година. Бидејќи била нова, ја нарекле Јени Џаде. А постои и една интересна коинциденција, бидејќи токму во 1911 година започнале да се појавуваат и првите автомобили во Скопје. Набргу потоа, таа именувана по претходникот на Мехмет Решат, односно во улица Султан Хамид. За време на Првата светска војна се вика цар Фердинанд. Од 1922 година кралј Петар, додека од 1942 година цар Борис. Најдолго го носи името Маршал Тито, што го добива по ослободувањето, а во Македонија е преименувана во 1993. На улицата се наоѓаат рестораните и хотелите Париз, Лондон, Москва, Бристол, Балкан и Русија. Била позната и кафеаната Тутанкамон веднаш до станицата. На улицата Македонија се наоѓа и славните кина Вардар, Капитол, Уранија, Подоцна култура, киното Балкан со летен ресторан и со летна кинобавча, како и киното Бамби. Својата главна патека Скопското корзо ја имаше токму на улицата, започнувајќи некаде од плоштадот и Ристикјевата палата, па се до железничката станица. Тука се изградени првите вистински скопски палати. Оние на Ристикјева палата, куќите Настеви, Икономови, Шекеринови, Караджа Крангови. Во нив се инсталирани првите санитарни јазли и купатила. Проработеле првите телефони, се појавиле првите фрижидери и ѕидани шпорети. Малку е познато дека ова улица му припаѓала на едно од првите мала кои се формирало на десната страна од реката Вардар, познато како Газиментеш мало. Својот најголем процут улицата Македонија го доживува во 20-тите години од минатиот век, кога околу неа се градат најубавите згради, но и во преминот помеѓу 20-тите и 30-тите години, кога градоначалникот на Скопје е архитектот и творецот на првиот вистински урбанистички план на градот, Јосиф Михајловиќ. Ми е дома, се враќаме во студиото. Колку зборови, толку добри, ни рекол нашиот народ. Многу зборови изнакажавме. Се надевам дека не беа залудно и дека барем трошка од толку колку што нам ни беше пријатно им пренесовме дел од атмосферата на гледачите, покрај тоа што им задоволивме љубопитноста, можеби нешто и научија. Не имаме уште еден материјал да не им останеме должни нели на гледачите, кој што рековме ќе го видиме тука зад екранот, иако гледаме некои спомени од Скопје на времето. И потоа во програма, во секој случај, Видиш што е убавината, ја. 10 години Велигденско кафуле. Велигденско кафуле. Ти за измислување брендови еден куп работи. Тоа е Play TV, ова е покајан Бабура, еден од легендарните наши дисџокеи во нашиот диско живот. Ова е Зоки Антена 5, Зоки Петров. Ова е во стариот Скопски сајам, легендарната Метрополис арена, каде што на овој настан имаше 10.000 луѓе. Легендарна и како легендарна останува, да не останеме должни. Ретронајд, 10 дисџоки, траеше до 6 часот наутро. Моабетот ми е, има пазар, има простор, има заинтересираност и не мора да е криза и не мора да имаме пост-ковид ситуации за да го славиме, што би се рекло на некој начин и животот. Благо ова е, гледаш, ова е поставена бина на средина на самата сала. Да. Јас ја поставив, моја беше идејата, еве го Ерик Фокс, значи прекрасна журка,
после тоа правев ретроелектро, па ретроактив. Погледнете каква среќа имаше градот Скопје 2007 година. Каква позитивна енергија. Толку беа луѓето весели, значи расположени, немаше завидност, немаше љубомора. Некако телефоните се уште не беа тие сликања, селфи, мелфи, немаше нова таква технологија. Имаја камери, ама не се употребуваа. Се забавува, луѓето едва и чека да дојде некоја ваква журка. Сепак на овие журки 2007 беа помлада популација на генерација. Така. Овде гравитираат на оваа журка од 20 до 35 години беа генерација. Имаше и до кај 40, али не беше таа генерација како сега на Forever Young. Така. Благодарност уште еднаш, овде за жал ќе мораме да прекинеме, ќе се закажеме ние и друга средба и приватно и малку поинаку, а и пред гледачите нели за да продолжиме со евоцирањето на спомените. Благодарности до вас за нашето внимание, следете на социјалните медиуми. Можете да ни испраќате на телефонот кој што е на екранот 070-414-050, предлози, сугестии, критики, прашања и така натаму. И толку е. Ова издание на Скопје ми е дома завршува. Се гледаме за 7 дена. Се надевам во точното време. Довидување. Многу збора. Не.